Партиски извори во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија брифираат дека во текот на наредните денови ќе се направат обиди да се добие поддршка на договорот со Грција во собранието, односно на уставните промени предвидени со него, за кои треба да гласаат македонските пратеници. Но со оглед на тоа што велат партиски извори во Социјалдемократскиот сојуз, опозицијската ВМРО-ДПМН и натаму тера погубна политика со која не покажува апсолутно никаква одговорност за последиците од блокадата на евроатлантската иднина на земјата, која може да заврши со изолација, за да се избегне во ќорсокакот и влегување во уште подлабока криза, најверојатно ќе се оди на избори. За уставни промени е потребно двотретинско мнозинство, односно 80 гласови, а владеачката коалиција во моментов има поддршка од 71 пратеник. За уставни промени е потребно двотретинско мнозинство, односно 80 гласови, а владеачката коалиција во моментов има поддршка од 71 пратеник, така што за евентуално двотретинско мнозинство недостига поддршка на уште од 9 пратеници од опозицијата. Подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Александар Керацовски потврдува дека вечерва извршниот одбор на партијата ќе одржи седница на која ќе бидат разгледани опциите со кои ќе се овозможи спроведување на, како што вели, јасно изразената волја на мнозинството граѓани, 91,48%, кои гласаа за пристапување на земјата во НАТО и Европската унија со прифаќање на договорот со Грција. За сега нема најави дека ќе се случи средба помеѓу лидерите Заев и Мицковски, ниту пак има информации за остварени или закажани средби со пратеничките групи, како што претходно најави премиерот. Уште во текот на вчерашниот ден беше најавено дека и во опозицијската ВМРО-ДПМН вечерва ќе се одржи седница на извршниот комитет на партијата, на која ќе се разгледува актуелната ситуација, но дека не треба да се очекува каква било промена на досега јасно изразените ставови на партијата и на нејзиниот лидер Христијан Мицковски, како и на пратениците кои претходно се изјаснија дека нема да дадат поддршка за уставните измени. Утре се очекува седница да има и Централниот комитет на партијата. За вчера во изјава за една национална телевизија Мицковски побара формирање техничка влада, јавен обвинител на предлог на опозицијата и анкетна комисија за референдумот.